богата маса исполнета со намирниците кои што денеска ќе бидат составен дел од рецептот на Емилија Спасовска-Мујсовска. Најавивме на почетокот дека токму Еми Нутрием ни доаѓа во нашата кујна. Ете така од време на време и со Еми се гледаме во кујната со нови рецепти, секогаш со нови и убави информации. Мене ми е мило што тоа е така. Еми, добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Конечно после 2 месеци се најдовме никако, ама каде во кујната. Да. Така со нутриционистите работата во кујната и секогаш околу оброците. Што да подготвиме, што да јадеме, имам ваков или онаков проблем, меѓутоа, нели, за среќа, сите сакаме да сме живи и здрави, нели? Да. И да имаме правилни насоки во областа на храната и здравието. Така да, ова утро кускус, житарица во блага и во солена варијанта, оброци кои што може да се подготвуваат во текот на денот или за поедок или за ручек, па и вечера може да биде. Со тоа што многу често зборуваме за житариците, па некако постои одредена, нели, категорија на луѓе кои што не го прифаќа ниту просото, ниту кускусот и секогаш сме за оние наши житарици кои што ги имаме, нели, пченицата, овесот, и сето тоа, меѓутоа, нели, да го вкусиме и она кое што е добродојдено, нели, во здравиот начин на живот. Оваа кускус житарица содржи корисни макро-микронутриенти кои што навистина го подобруваат здравието во поглед на холестеролот, содржи јаглехидрати, односно комплексни јаглехидрати кои што може да бидат корисни за стабилно ниво на шеќерот во крвта, односно нема осцилации, така да за целокупното здравје. И многу често ние жените после 40-та година имаме некои битки водиме со нашето, нели, менструално здравје, репродуктивно здравје, па така да е корисно овие житарици да се внесуваат во текот на денот во нашиот животен стил, бидејќи прави хормонален баланс. Ваквиот тип на житарици, нели, не може еден оброк, една житарица да ни го подобри тоа здравје доколку е нарушено. Меѓутоа е погодно за оние кои што имаат инсулинска резистенција, за сите оние кои што имаат проблем со покачен пролактин, тестостерон, така да оваа намирница ја препорачувам, нека се вметне во нашиот животен стил. Да, тоа е наша препорака. Денеска може да почнеме. Меѓутоа, ајде ќе земам помал сад, за да ги направиме двете комбинации. И јас чекам твои инструкции што можам да правам. Може доматот да се пресече? Може да се пресече, се разбира. Е така, и јас ќе земам, ќе правам солената комбинација, а ти ќе ја направиш благата комбинација на кускус. Обработката е минимална, значи ова го подготвував од дома, на поситни коцкички. Кускус житарицата во сооднос е 1:2 дела вода, што значи една малечка шолја или зависно од количината 1:2 дела вода. Одстојува 10 минути и го добиваме овој оброк и го комплетираме. Така и сега. Пред да ги кажеме или начинот понатаму како можеме да го комбинираме, сакав да споменам дека веројатно секој од нас се наоѓа во различна фаза. Некогаш сме прелюбопитни за нешто ново и нешто што сакаме да го додадеме и освежиме во нашето менije, да речеме, или да го подготвиме во нашата кујна, а некогаш пак навиките некако не тера да се враќаме можеби на старите рецепти или она кое што ни е највкусно, да кажем. А кои се тие рецепти? Сметале, да ми објасниш? Па не, најчесто никогаш кога претпоставувам и во твојата пракса го има тоа, има луѓе кои што си се навикнати на одредени оброци. Така, затоа те прашувам. Да, навикнати на одредени оброци и тоа си го практикуваат. Нема можеби некоја почеста промена или освежување во менито. Колку е тоа потребно? Тоа ми беше прашањето. Кога имаме како подсетување на нешто што... Не треба многу големи промени да направиме доколку се враќаме на стариот начин на живот, односно порано ние како сме се хранеле нашите, нели, баби, како на трпезата повеќе се биле граво, грашокот, леќата, боранијата, сите оние јадења што се сркаат со лажица, нели, така народски кажано. Манџички. Манџите, да.
меѓутоа помодарството и брзиот начин на живот не натера да позгрешуваме помалку. Јас секогаш велам 80% да се придржуваме до оние навики кои што навистина треба да ги практикуваме и препорачуваме ние како нутриционисти, па 20% и да сгрешиме нешто, нели ќе одиме на свадба или има некаков ќе направиме некој исклучок, да речеме. Исклучок секогаш е дозволено. Ние хедонисти сме, сакаме да пробаме одредена храна или нешто што е убаво подготвено, каде што содржи прости шеќери, многу количина на нели на тие прости јагле-хидрати, меѓутоа секогаш е балансот во исхраната. Така да многу често од луѓето имаат се влезени, не може да излезат од таа комфортна зона, меѓутоа кога ќе дојде моментот дека се направил хормонален дисбаланс или некаков проблем, тогаш веќе го менуваме оној мајндсет, што би се рекло, начинот кон здравиот живот, и тоа не е многу тешко, едноставно. Значи, многу кратки насоки, едноставни насоки да го направиме ова што но добро да го знаеме пред да ни се препорачуваме. појави нека одредена состојба здравствена. Така, да. И сега во солената варијанта јас ставам рукола, ќе го ставиме доматот, кускусот е додаден и краставичка пола и може да се додаде кромид, иако секогаш тука кога доаѓам кромидот малку се расправаме за кромидот. Да, и не си единствена, да ти кажам, речи си. Ама само малку донесов. Да, речи си За да не плачеме во живо. 90% од нутриционистите кои што ни доаѓаат носат или кромид или лук, ние немаме ништо против, со некои исклучоци. Добро, однос на аромата, но како и да е, ние факт е дека знаеме колку е важен кромидот во секојдневната употреба, во салатите или на начин на кој што можеме да го подготвиме, како кромидот, па така и лукот. Така, за среќа, многу мал број на луѓе, клиенти кои што ми поминале многу клиенти, лукот и кромидот многу ретко го отстрануваат од режимот на исхрана. Најчесто е боранијата, леќата и зелката. Значи тие три намирници, иако немаат некаков здравствен проблем, меѓутоа тие три намирници не сакаат да бидат вклучени во делот од режимот на исхрана. Да, за жал. Меѓутоа, добро, има и замена за сето тоа. Така да нели балансот секогаш зборуваме дека е многу важен, да не ја изоставиме физичката активност, менталната способност ние да бидеме денеска свежи, одморени и концентрирани на работа. Ни е потребно да донесуваме храна која што е богата со Б витамини, со магнезиум. Тоа го има и во кускусот. Значи, од храна не фаворизирам ни една, нели, дали е житарица, дали е манџа. Треба да има динамика во распоредот на оброците, да ги внесеме сите корисни нутриенти, затоа што, нели, одредена намирница содржи одреден акцент на витамини или на минерал, така да ајде на кускусот да се задржам. Да, бидејќи е глутенска житарица, треба оние луѓе да внимаваат кои што имаат Хашимото тироидна жлезда проблем, бидејќи и оние луѓе кои што имаат интолеранција, бидејќи нели треба да се внимава со внесот на оваа намирница, иако оние луѓе кои што имаат проблем со тироидната жлезда сепак содржи и селен, а селенот и тоа како ни е потребно, одредени намирници секако, значи може да се проба, не е тоа гоитроген фактор или да попречи функцијата на тироидната жлезда, меѓутоа оние кои што имаат целијакија треба да ја изостават, односно заборават оваа намирница. Ние имавме, ја стартувавме оваа недела со разговор токму за тироидната жлезда, со оглед на тоа што оваа недела и светскиот ден беше на 25 мај, но и оваа цела недела е посветена на подигнување на свеста за здравјето на тироидната жлезда. И ти веќе спомена што е тоа кое што не треба, односно треба да внимаваат тие кои што имаат проблеми хипотиреоидизам или Хашимото. И во контекст на тоа би те прашала, тука веќе кога сме кај тоа, што, иако рековме треба да внимаваат со кускусот или со житариците, кој што е препорака веројатно на оние кои доаѓаат кај тебе, но што е напак кое што смеат во интерес на деновите кои што се посветени и информација за тие кои што... Знаеш како тироидната жлезда, нели е мала жлезда со големо значење и диригентот е од хипофизата. Сега во зависност од состојбата на луѓето, бидејќи не само тироидните хормони, може да има инсулинска резистенција, може да има покачен холестерол и ред други ситуации, како метаболен синдром и нарушувањето на самата тироидна жлезда,
треба индивидуален пристап со цел да се види што треба тироидната жлезда. Мислев и да упатам тема со тироидната жлезда денеска да зборуваме, но идејата ми беше нели но еве ги даваме сепак корисните совети. Да, и корисен совет е дека треба да елиминираат луѓето. Меѓутоа, се што треба да се внесе во исхраната на тироидната жлезда, намирници кои што содржат сложени јаглехидрати, секако гоитрогените фактори како што се брасикација фамилија, односно зелките, како што е храна која што ја дава гоитроген фактори ја попречува функцијата на тироидната жлезда, не значи дека треба да се изостави од исхраната. Може во помала количина, но она што треба да се обрне внимание на селенот и на јодот, но зависност дали е хипо или во хипертироидија, бидејќи тоа се две различни ситуации и зависно дали е жена, дали е маж, дете, колку, да, индивидуално пристапот веројатно. Секако генерален е пристапот, општ е пристапот. Нели јадете комплексни јаглехидрати, храна која што не треба да има трансмасти, прости шеќери, меѓутоа е поинаков пристапот кога е индивидуално со цел да се види состојбата на индивидуата. Више килограми, забавен метаболизам. Да, има и други фактори. Тука исто така треба да се внесува храна која што ќе поттикнува, односно ќе го забрза метаболизмот. Тоа се растителните влакна. Во било кој аспект, дали збориме за хормонален дисбаланс, за било кој параметар пореметен над референтната вредност, истото важи и за тироидната жлезда, растителните влакна, секогаш нас не се корисни во било која состојба или заболување. Така да тироидната жлезда не може во две реченици да се опише, бидејќи нејзината функција е во липидниот статус, во оогенезата, спермогенезата, значи има многу фактори. Поврзано може да биде и со полицистични јајници, со покачен тестостерон, има луѓе кои што имаат видливи симптоми како акни, нели, сето тоа што навистина треба да има поинаков пристап и со храната, да направиме едноставна, а да биде специјализирано за тоа. Така да тироидната жлезда можам да кажам дека има начин како тоа да се регулира или да се одржува. Оние луѓе кои што се на безглутенска храна, минимум 3 месеци, значи нели покрај тоа што имаат Хашимото тироидит, видно ги подобруваат здравствената состојба, бидејќи оние луѓе кои што се интолерантни на глутенот и го конзумираат имаат проблеми со потешкоти во дигестивниот систем, дигестивното здравје, па мачнини, гадење, повраќање и слично. Така. Стигнавме и до овој благиот дел, односно благиот кускус, кој што може да биде и како убав благ оброк за оние кои што сакаат посладко. Ќе изрендаме тука, да, јаболко ќе изрендаме. Имаме време? Па имам уште неколку минути, јас ќе ти помогнам. Медот треба прво да се стави? Може мед да се стави, суво грозје. На кускусот, така? Така, да, цимет. Тогаш да ставам уште малку. Уште малку додади, да. Добра. Во салатата, солената салата, нели ставивме кускус, домат, пиперка, рукола, кромит, малку сусан додадов, маслиново масло и малку сол треба да додадеме. Јас ставив само бибер, не ја дозачинив. Салатата со тебе во кујна е премалку, 15 минути се малку искрено. Така мислам дека ќе завршиме на крај со зачините. Така е, да, иако кажавме што она што треба за оние кои што сакаат да си ја подготват, динамиката е таа која што ја одржуваме ние, нели? Ама и практично денеска во кујна да бидеме брзи и продуктивни. А тоа значи дека и луѓето може да бидат брзи и продуктивни, да не сгрешуваат, нели, да купат бурек со месо и комбинација плюс и јогурт да се додаде. Двете намирници, повеќе нели зборувавме него што подготвувавме, може да се припремаат за 5 минути, не повеќе. Сварината, односно не се вари кускусот, одстојува 10 минути во вода и се добива ова структура. И навистина можеме со себе да си ги понесеме овие оброци во малце поише цимече, не е на одмет. Така, добро. За стабилно ниво на шеќер во крвта. Да, претпоставам дека и ова ќе треба да се изренда. Е изрендано, еве ти ренда. Имаш ренда. Ќе се снајдеме. Добре, ја викам да не ми тренде по охридски, донесов 2 малечки. Да, ти си се спремила. Кога имам така гостување и снимање за на работа, ја викам да не
Да, одлично. Ти си секогаш подготвена. Тоа е факт, а еве сме и очигледно уиграни. Опа. Подготвени ни се и двата рецепти, односно благиот и солениот кускус. Рековме солениот со зеленчук, со што друго ако не со зеленчук, и нешто што е препорачливо за во текот на денот да се конзумира. Ги имаме доматите, краставицата, руколата секогаш вкусна и малку сусам. И сега ќе се зачини со маслиново масло и со нели може и лимун да ставиме ако некој сака. Така, или маслиново, јаболков. Да, или јаболков, така е. Оцет и тоа е тоа. Се по Во корист на времето, да не бидеме толку скржави со јаболкото заради пектините и во ова ќе дојде, можеме и ова да го изрентаме, ма кога ќе завршиме тоа ќе го направиме. И ќе имаш пријатен појадок. Веројатно имаш појадувано, ама ова ќе биде како ужинка за тебе. Да, поверувала или не, немам појадувано. Така, добро. Немаше време за тоа. На здравие нека ти. Прво ќе почне со благиот, па потоа со солениот рецепт. Може и малку ѓумбирче, ама тоа ќе го направиме подоцна. Така и ѓумбирот како извор кој што сака или може да си го додаде во својот кускус како предлог од денешното наше мени тука во оброкот на денот, а се разбира и можност да секој си го подготви дома. Видовме колку брзо и на практичен начин. Велиме тајната е во малите нешта и едноставно само треба да ја дознаеме, а еве преку ваквите разговори веројатно дознаваме. Така. Ти благодарам многу Еми за времето и што секогаш си заедно сутринска на Телма и оваа сезона некако се дружевме. И секако ќе бидам секогаш кога Така е, да. И советите кои што се добро дојдени и за нашите гледачи.